Првиот човек на законодавниот дом Талат Џафери кој го навлече гневот на владините коалициски партнери, а и неговите ставови зошто ја прекина пленарната седница за одземање на имунитетот на неговиот претходник Трајко Велјановски. За еден ТВ вели дека за пратениците Љупчо Димовски и Велјановски има процедура. Прво и основно, собранието не функционира врз база на анализи и согледување на аналитичари и врз база на хипотези. Собранието има пропишано соодветни процедури по деловникот и закон. И никако поинако. После ова како ќе се одвиваат сега работите во парламентот? Закажавте за утре, имате закажана пленарна седница, дали очекувате Заев да одговара на пратеничките прашања? Функционирањето на собранието не се заснива на случаеви, него се заснива на процедури и на постапки. Што значи? Тоа значи претседателот на собранието свикал седници, пратениците се должни да дојдат на седница, а ако има поинакво мислење, што сметам дека нема такво поинакво мислење, мислам дека после овие 2 дена работиве слегна на свое место, сите сватија кој што направил, односно не направил, и со тоа фактички собранието се враќа во нормално функционирање и од утре фактички имаме седница за пратенички прашања. Во четврток имаме продолжение на седницата која што заостана за изгласување на проектите кои што остана за гласање и нормално почнуваме, односно продолжуваме со работа по нормален тек на работата на собранието. На ниту едно прашање поврзано со коалицијата ДУИ СДСМ, но и старите партнери ДУИ ВМРО ДПМН, Џафери не одговори. Не прецизира и дали се гледа како иден шеф на државата. Јас сум претседател на собранието и по однос на преговорите, разговорите и работата на политичките партии не е надлежност на собранието и во тој контекст ќе можете по-концизно да се обратите до политичките партии и ќе ви кажат во која фаза се и во кој правец одат тие разговори. Доколку се дојде по претседателските избори до сценарио да нема избран кандидат, односно човек кој што би застанал за начело на државата, дали вие сте спремени за таков предизвик? Ако сум бил спремен да бидам претседател на собранието, уставната определба во случај да се нема претседател на државата ги регулира тие обврски и во секој контекст тоа е моја обврска да си ја вршам и таа функција со тоа што во моментов ќе немам можноста да гласам за одлуките кои што се носат во собранието. По негласањето собранискиот спикер Џафери излезе со 3 верзии. Комисијата не донела заклучок. Поминал рокот од 3 дена. Непристојно однесување на пратеникот Мухамед Зекери. Кој е виновен зошто Велјановски останува со пратенички имунитет се раскара владеачкото мнозинство СДСМ ДУИ, бидејќи кворум имаше. Зекери рече, Џафери го одбранил Велјановски. ДУИ тврдеше, се договориле СДСМ и ВМРО ДПМН.